Кошаркарите на МЗТ Скопје ја забележаа првата европска победа по пауза од 15 години, откако со 79-70 го поразија естонски Калев во четвртото коло од Еврокупот. Значаен триумф за македонскиот првак по 6 порази поред. Составот на Влада Вукојичи се ослободи од психолошкиот почетен грч и влезе далеко подобро во второто полувреме, правејќи серија од 13:2 за водство 46-37. На 4,5 минути пред крајот гостите изедначија на 66-66. Сепак Синовец погоди тројка, а Дамјан Стојановски и Ѓорѓе Чековски беа презесни од линијата за слободни фрлања за 75-68, па до крајот на надпреварот МЗТ ја одржа предноста. Тодор Гечевски даде 16 коша, Синовец 14, а Костовски и Чековски дадоа по 13 коша. Абот беше прв стрелец со 14 поени за гостинскиот тим. Следниот предизвик за нашиот шампион е надпреварот во АБА лигата кој МЗТ Скопје го игра на домашен терен против словенечка Крка веќе в петок на отварањето на 7-то коло во Јадранската лига. Комплетирано четврто коло во лигата на фудбалските шампиони, Наполи на Горан Пандев со 3:2 го порази Олимпик Марсеј во Неапол. Пандев одигра 66 минути. Марсеј поведе во 10-та минута, но Наполи во период од 2 минути направи пресврт. Прво Инлер со фантастичен волеј во 22-та минута изедначи, а 2 минути подоцна на асистенција на Пандев и Гоин ја затреше противничката мрежа за 2:1. Во 64-та минута Товин го изедначи резултатот, но Игуаин со својот втор гол на мечот донесе 3 бода на четата на Рафа Бенитес. Стеуа испушти победа во последните моменти на гостувањето кај Базел и одигра реми 1:1. Арсенал и се реваншираше на Борусија Дортмунд за поразот на Емирати и со погодокот на Арон Ремзи триумфираше на Сигнал и Дуна арената. На Ноу Камп Барселона обезбеди пласман во 8 на финалето со победата над Милан од 3:1. Меси од пенал го отвори резултатот на 1:0 во 40-та, Бускет со глава с големина 2:0. Пред крајот на првото полувреме Пике си постигна автогол по ударот на Рикардо Кака. Конечниот резултат го постави Меси на 7 минути пред крајот на мечот за конечни 3:1. Самуел Ето беше стрелец на 2 гола во победата на Челси од 3:0 над Шалке 04. Атлетико Мадрид пак очекувано високо ја порази Австрија Виена со 4:0 и се пласираше во следната фаза од Лигата на шампионите. Петото коло во Лигата на шампионите се игра за 2 недели. На завршниот Мастерс во Лондон започна второто коло. Рафа Надал дефинитивно ќе ја заврши годината како број 1 во светот, откако потешко дочекуваното го солда швајцарецот Станислав Вавринка на 2 пати во тај брейк со 2:0 во сетови, 7:6 и 7:6. Надал со оваа победа обезбеди полуфинале, но исто така си го обезбеди и првото место на АТП листата за 2013 година. Прва победа на турнирот забележи и чехот Томаш Бердих, кој во истата група го солда шпанецот Давид Ферер со 2:0 во сетови на 2 пати со по 6:4. Вечерва второто коло ќе се комплетира и во групата Б, каде играат Федерер Гаске и Џоковиќ Дел Потро. Во NBA лигата синоќа се одиграат 10 средби. Индијана ја продолжи победничката серија на 5:0. Пейсерси ги добија Чикаго Булс убедливо со 97-80. Луис Кола и Донал Слоун заедно со стартерот Лен Стивенсон ги постигнаа сите 12 поени во клучната серија во последниот период во која Пейсерси дојдаа до победата. Со тоа тие го остварија својот најдобар старт по сезоната 71-72, а со победа во петок против Торонто тие можа да го изедначат и клубскиот рекорд од 6 победи без пораз на почетокот на една сезона, кој датира уште од 70-та и 71 година, кога тие беа дел од АБА лигата. Џорџ со 21 и Дейвид Вест со 17 поени и 13 скока беа најефикасни кај Пейсерси. Дерик Роуз и Луел Денг со по 17 коша ги предводеа биковите. Орландо оствари изненадувачка домашна победа над LA Клиперси со 98-90. Никола Вучевиќ имаше одлична вечер со 30 поени и 16 скока, додека на спротивната страна најдобар беше Блейк Грифин со 23 поени и 13 скока. Томсон со 30 поени беше најдобар во победата на Голден Стейт на гостувањето во Минеаполис со 106-93. Дейвид Ли додаде 22 поени и 15 скока за гостите од Оукленд, а Андери Гудала имаше 20 коша. Кевин Лав со 25 поени и 16 скока и Кевин Мартин со 23 поени беа најефикасни во редовите на Минесота. Во продолжение ќе гледаме сите постигнати резултати од синоќа, а ќе ги видиме и двојките за вечерва каде се играат само 3 средби.